Идејата дојде многу спонтано, пред неколку години, во еден неврзан разговор со многу драги мои луѓе. Тоа беше време на корона, кога бевме затворени, кога на некој начин почнавме да се посветуваме самите на себе си. Се роди оваа идеја, нели, како еден вид на балет, беше планирано да се спреми, нели, за независност од 30 години на независноста на Македонија. Меѓутоа, еве, најверојатно моментот бил сега да се случи точно за 100 годишнината од раѓањето на нашиот поет. Се работеше многу долго, се собра вистинскиот тим, се дополнуваше, се изменуваше и мислам дека ете на крајот го доживеавме тој голем ден, нели? И многу ми е често големо задоволство што токму денеска на денот на раѓањето на овој великан можеме да го презентираме ова дело кое што да речеме едно 4 години веќе го подготвуваме. Поезијата е медиум, литературно дело кое што дозволува сонување, дозволува интерпретација за разлика од некои драмски дела кои што се да речеме многу стрикни, кои што даваат еден вид интерпретација, меѓутоа не толкава голема слобода како поезијата. Сметам дека зошто токму молитви на моето тело, бидејќи токму во оваа поезија Господинот Шопов, сакајки или не сакајки, го велича телото, му се обраќа на телото, а телото во директна корелација со движењето, со она што е танцот. Танцот и телото се нешто што е единство, што е поврзано, што мораме да го поврзаме и затоа сметам дека молитви на моето тело како циклус на поезија дава голема можност да се развие, нели, во едно танцово дело. Зборот е нешто што не карактеризира како луѓе. Движењето е нешто што не карактеризира како луѓе. Бидејќи во играта е нешто што не карактеризира како луѓе. Така да мислам дека тука е главниот линк помеѓу зборот и танцот. Зборот и движењето на, нели, артикулираното движење, израз на говорот преку движењето. Многу интересно да видите некој што може да го изрази својата емоција преку зборот, да се претопи во движење.